Ковид пандемијата не го промени текот на работа во службата за вакцинација на здравствениот дом во Гостивар. Имунизацијата на децата од предучилишна и училишна возраст се одвива непречено, според редовниот вакцинален календар. Сепак, поради состојбите со коронавирусот, кај дел од родителите постои недоумица и недоволна информираност околу вакцинацијата. Лекарите упатуваат апел родителите да ги носат децата за вакцина како што е предвидено во календарот. Ние немаме прекинато со работа од кога што се случува ова со ковидот или од кога е прогласена пандемија. Значи, еден ден немаме прекинато со работа. Да апелирам и до мајките, до родителите, слободно да си ги носат децата, затоа што ние работиме. Значи, работата си тече нормално и предшколска вакцинација и школска вакцинација. Исто така си тече работата нормално и се вакцинират децата како што е календарот, по календарот на имунизација. Да кажам тоа дека некои родители доаѓаат и каснат децата, мислејќи дека не работиме или да ги заштитат децата, нели пандемија, па дали е добро да ги вакцинират. Слободно нека дојдат, нека ги вакцинират децата, затоа што ние тука сме, работиме, немаме прекинато како што кажав. Медицинските сознанија кажуваат дека вакцините од редовниот календар го поттикнуваат општиот имунитет кај децата. На тој начин тие стануваат поотпорни и на актуелниот коронавирус, нагласуваат лекарите. Вакцините се добри, здраво дете добро ја поднесува вакцината, нема потреба да ја одлагат вакцинацијата или да се плашат да дојдат, макар што сме во време на пандемија. Здраво дете слободно нека го донесат да го вакцинират и пожелно е да го донесат да го вакцинират. По тоа што препорачуваат педиатри, дури вакцинирано дете има поголема отпорност према ковид вирусот отколку невакцинирано дете. Секое бебе кое родителите го носат на вакцинација задолжително го прегледува доктор. Ја мери телесната тежина, должината и слично. Нечестите прашања кои лекарите ги добиваат од младите родители се врзани околу исхраната и негата на бебињата, но и за безбедноста на вакцините. Што најчесто не прашуваат? За во врска зависи од исхраната на бебето, дали се вакцините безбедни, дали се добро чувани. Затоа можам да кажам слободно дека се е тоа ланецот, студениот ланец за чување на вакцините, за работа на целиот персонал во вакцинации. Сите се професионалци на некој начин, долго време све тука, како што кажавте, и сестрите, и докторите. И мислам дека се тече све она како што треба да биде. Во редовниот календар на имунизација од 2019 година вметнати се две нови вакцини – против ротавирус и пневмококна вакцина, кои се даваат во 3 дози.